Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Тетовци главно веруваат на здравството, но не се имуни на растечкиот тренд совет прво да побараат на интернет или од пријател. Иако знаат за официјалната телефонска линија Ало докторе, повеќето од нив никогаш не го свртеле телефонскиот број. Ниту тетовци не се имуни на растечкиот тренд совет прво да побараат на интернет или од пријател, иако главно веруваат на здравството. Како што ни изјавија поучени од низата лекарски грешки за кои во последно време се известуваше во медиумите, се консултираат со повеќе лица и на повеќе страни, вклучувајќи го и пребарувањето на интернет и прашувањето пријател кој минал низ сличен здравствен проблем. Ако не му веруваш на лекарот, никогаш не може да се оздравиш. Тоа е прво. Немаш доверба не само на лекарот, ако и кај некој друг, а нарочито кај лекарот, ако немаш доверба, тогаш ја нема, например, ни да му се обратим нему, а плюс тоа нема и да бидем и кај него, например, пациент. Најчесто да. Многу работи кои не се осваѓаат во здравството. Ако ви имате здравствен проблем, со кого се консултирате? Дали можеби на интернет барате или прашувате по пријатели? О, пријатели понајвише. Ја и верувам на докторите, бидејќи добро лекуваат. Имам ќерка доктор интерниста, ви верувам во се. Па и прашувам. Не сум имал толку работа со доктори, за тоа. А некому веруваш, некој не. Па некогаш на доктор, некогаш консултација со други и така. Иако за здравствен проблем најсоодветно е лицето да побара лекарска помош во здравствена установа, од пред една година граѓаните добија можност да добијат совет по телефон од стручно медицинско лице. Тетовци, покрај тоа што знаат за официјалната телефонска линија Ало докторе, повеќето од нив никогаш не го свртеле телефонскиот број. Ја не сум го користил, зашто ја го користим мојот лекар со Ало. Секогаш го држим телефонот, имам број од него, ми дал број. У секоја доба вика да ми се јави што имаш потреба. Не сум имал таква прилика. Не, идем право на доктор, еве на доктор идем. Немало потреба. Од воведувањето на телефонската линија Ало докторе 0215-123 од 15 септември минатата година, досега се регистрирани 51.700 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа, со цел да се овозможи директна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. Од 1 септември линијата е засилена со тројца нови специјалисти. Вкупно 25 доктори се достапни за медицински совет за јавување од граѓаните од сите градови во Македонија, соопшти јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Намален процент на криминалитет и сообраќајни несреќи на подрачјето на Гостивар бележи полицијата во првата половина од годинава. Извештајот за работата на Гостиварската полициска станица денес се најде на дневен ред на 23-та седница на Советот на општина Гостивар. Поголем дел на извршени кривични дела во тој дел доминираат кривични дела од класичниот криминал, околу 88%. Исто така бележиме намалување во делот на сообраќајот, односно на сообраќајните незгоди, кои се случи на подрачјето на ПС Гостивар. Единствена загрижувачка состојба е што 2015 бележиме 3 настани со фатални последици, кои 2014 за тој период немавме ниту една сообраќајна незгода со фатални последици, со погинати учесници во сообраќајките. Во дебатата, советничката група на НДП реагираше дека за полициската станица се уште не е избран командир по законските правила, со предложени тројца кандидати за кои советниците треба да гласаат. На ова, градоначалникот Невзат Бејта одговори дека тоа се надлежности на парламентот и на МВР, за кои локалната власт нема ингеренции и побара да не се мешаат проблематиките. На денешната седница беа донесени одлуки за доделување буџетски средства за Средното медицинско училиште и Основното училиште во Форино. Пари од општинскиот буџет беа издвоени за фудбалови од селата Чегране, Дебреше и Форино. 40 точки од дневниот ред се однесуваа на отпис на долгови по основ комунална такса за одржување на јавно осветлување.
Советниците гласаа и за извештаите и програмите за работа на основните и средни училишта на територијата на општина Гостивар. 21-годишен тетовец осомничен дека летово извршил 7 тешки кражби во Тетово, а со пријави за прикривање и помагање ќе се соочат двајца тетовци. Во Гостивар пак повторно случај на заталкан куршум. Секторот за внатрешни работи Тетово расветли 7 кражби кои во Тетово биле извршени во јуни, јули и август годинава. Осомничен дека извршител на кражбите е 21-годишен тетовец, кој во овој период најчесто провалувал во моторни возила, но и во 2 објекти, куќа и трговски дуќан. Од возилата осомничениот претежно одземал мобилни телефони, радиокасетофони и други предмети, кои потоа им ги продавал на други лица по пониски цени од пазарните. Поголемиот дел од одземеното во овие кражби е пронајдено и вратено им е на нивните собственици. Со соодветни пријави за прикривање и помагање, исто така наскоро ќе се соочат и уште 2 други лица од Тетово, кои непосредно биле инволвирани во овие активности на 21-годишниот тетовец. Во периодот помеѓу 9 и 13 овој месец најверојатно заталкан куршум оштетил патничко возило Сеат Кордоба, собственост на гостиварка, кое било паркирано пред зградата во која живее во Гостивар. Куршумот го пробил предното ветробранско стакло и паднал на возачкото седиште, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на околу 10.000 денари. Извршен е увид фотодокументирано е оштетувањето и се преземат активности за откривање кој, кога и од каде пукал, информираат од СВР Тетово. СВР Тетово викендов спроведе сообраќајна контрола во која биле контролирани 50 на возачи. Во акцијата се регистрирани возачи со истечена регистрација на возилото, без возачка дозвола и под дејство на алкохол. Изминатиот викенд во Тетово и Гостивар беа спроведени акцијски контроли за алкохол, како дел од засилените активности што овој месец се реализираат во Полошкиот регион за поголем ред и безбедност во сообраќајот. Во Тетово вкупно беа опфатени 30 возачи, од кои половина биле алкотестирани. 5 од нив ги управувале возилата под дејство на алкохол. Тие веднаш се исклучени од сообраќај, изготвени им се платни налози, па ги очекуваат глоби од 250 до 400 евра. Во акцијата откриени се 7 други видови прекршоци. 3 со истечена регистрација, 1 без возачка дозвола, 1 возач почетник. Тие се соодветно санкционирани со исто толку платни налози. Во Гостивар 17 возачи биле алкотестирани, 3 од нив се исклучени од сообраќај и изготвени им се платни налози. Покрај тоа утврдени се 10 на други прекршоци. Месец септември го одбележуваат неколку настани посветени на херои и борци од Народно-ослободителната борба. Ќе биде приредена изложба, собирија, ќе биде и оддадена почит пред спомен обележијата. Месецов ќе се реализираат неколку активности кои во фокусот го имаат сеќавањето на хероите и борците од Народно-ослободителната борба. На одбележувањата ќе им се оддаде почит на лицата кои ги положиле животите за слободата на државата. Следни активности кои на Музеот на Тетовски крај, Сојуз на борци Тетово и Младинската алијанса ќе ги проследи во овие наредни денови се на 17 септември, четврток во 11 часот ќе биде отворена свечана изложба за третиот тетовски партизански одред, значи за борците, како и за другите починати и загинати борци од Тетово и Тетовско. Тоа ќе биде во галеријата, како и другите години, во галеријата во Музеот на Тетовски крај, краши Старо радио Тетово. Веднаш по тоа утредента на 18, тука пред споменикот на ова спомен бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски ќе се одржи историски час на кој ќе присуствуваат повеќе делегации и ќе се оддаде почит на загинатиот наш народен херој, а истиот ден во 11 часот во кругот на АД Тетекс, исто така ќе биде одржан историски час во организација на Сојуз на борци, на Музеот и на Младинска алијанса и Тетекс како домаќин. За ликот и делото ќе се поднесе исто така еден реферат тамо. И наредната активност е на 21 септември, Мала Богородица, каде во кругот на црквата Свети Никола во 11 часот ќе се
чествува за двајцата трагично загинати борци стрелани од страна на балистите Младен Симонски Требош и Андрија Ристовски Шварц. Се подсетуваме, тоа е 71 година, значи, од тие трагични настани и Беличица и стрелањето они, пошто се заробени на 19 септември и на 21 септември се стрелани во кругот на црквата Свети Никола. Предходно на иницијатива на неколку здруженија и институции беше расчистен и хортикултурно уреден паркот кај старата библиотека во Тетово, каде што се наоѓа бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски. Промовирани две нови песни испеани од тетовци, за нив се изработени видеозаписи. Македонската музичка сцена официјално збогатена за две нови песни испеани од тетовци. Синоќа се случи и промоцијата на нивните спотови. На песната Јас не сум ко ти од Милан Миланов Коса и да беше од зборот Даниел Тушев. И двата текста ги напиша Милан Миланов, а спотот го изработија Тоше Јанев и Пан Продукција. Ова е една промоција на две песни, малку поразлично од претходно кога што сме работеле, значи одлучивме заедно да ги промовираме песните. Се работи за мојата нова песна Јас не сум ко ти, која што работиме заедно со Лазе и со Раде Варчаковски. Еден голем поздрав до нив. Исто така голем поздрав до Тоше Јанев и до Пан Продукција, кои што беа задолжени за реализацијата на видеоспотот. Ова најнова песна е малку специфична и малку, да не речам сега контроверзна. Се работи за една интересна приказна која што ја сработиме со Тоше. Ќе го погледнете спотот, ќе видите за што зборувам. Се работи за киднапирање на девојка и за една љубовна приказна која што има, да речам, некој несреќен крај, не знам, малку така интересно е, ќе го погледнете. Спотот се снимаше на Тетовското кале, значи еден ден се снимаше и во Скопје се снимаше во едно кафуле, значи и од прилика мислам дека излезе се во најдобар ред, мислам дека спотот ќе биде најдобро прифатен, па пред се првичното искуство беше феноменално. Ова е моја прва песна, значи многу сум среќен поради тоа. Песната ја создаде Милан Миланов. Значи, видеозаписот е создаден од Тоше Јанев, специјален поздрав до него, Пан Продукција. Искуството беше феноменално, се надевам дека песната ќе пројде во се најдобро и мислам дека ќе биде прифатена од слушателите. Двајцата тетовски музичари не застануваат тука. До крајот на годинава најавуваат уште песни и учество на фестивал. Имаме некои планови за во иднина, спремаме уште 2 сингла до крајот на новата година. Се надеваме дека ќе се представиме на некој фестивал и сега за сега тоа е да. Премногу сум среќен што имам можност да соработувам со толку голем талент како што е Даниел. Навистина, значи од Тетово има многу таленти, Даниел е еден од нив и се очекувам од него голем прогрес во наредниот период, затоа што Даниел има капацитет и многу повеќе. Ова е само почеток, ова е само старт на нешто што допарва ќе следи многу поголемо и мислам дека он тоа го заслужува. Целосното интервју со Даниел и Милан ќе го гледате по завршувањето на регионалните вести. Словачка повторно ги воведе проверките на границите со Унгарија и Австрија поради бегалската криза. Денеска министрите за внатрешни работи на Европската Унија имаат разговори за кризата, еден ден откако Германија објави дека повторно ги воведува контролите на границите со Австрија за да го сопре протокот на бегалците. Министрите ќе се обидат да ги намалат разликите околу споделувањето на одговорноста за илјадниците мигранти кои секојдневно пристигаат во Италија, Грција и Унгарија. Разговорите во Брисел се фокусирани на распоредувањето на 160.000 бегалци во наредните 2 години. Најмалку 30.000 лица се вмешани во шверц на мигранти и бегалци во Европа, изјави директорот на Европол Роб Вајнрајт за грчкиот весник Катимерини. Според него групите обично биле формирани од ситни криминалци од Сирија, Турција, Ирак и Грција.
Шефот на Европол рече дека 15 сирици и египćани кои били уапсени во Атина во март заработиле 7,5 милиони евра од трговија со луѓе. Роб Вајнрајт посочи дека бандите често се занимаваат и со друг вид шверц, како шверц на оружје и дрога. Египетските власти соопштија дека безбедносните сили за време на антитерористичка акција погрешка убиле 12 луѓе, вклучувајќи мексикански туристи. Се прецизира дека безбедносните сили стрелале во 4 возила во кои биле туристите. Министерството за надворешни работи на Мексико соопшти дека во инцидентот загинале 20 мексикански државјани, додека десетина други биле ранети. Талибански милитанти нападнале затвор во градот Газни во централен Авганистан, при што ги убиле полицајците и ослободиле стотици затвореници. Нападот бил извршен рано изутрината со експлозии на автомобили бомби од страна на самоубици, пошто другите милитанти влегле во затворот. Според локалните власти биле ослободени 400 затвореници, но полицијата успеала повторно да фати 80-тина. Другите, меѓу кои 150 талибанци, се уште биле во бегство. На локалните и регионалните избори во Русија биле забележани голем број нарушување на гласањето. Околу 59 милиони луѓе со право на глас, што е половина од руската популација, вчера избира околу 90.000 пратеници, вклучувајќи 21 регионално раководство. Руската невладина организација Голос, која го следеше гласањето низ целата земја, соопшти дека имало над 1700 нарушувања на изборниот процес. На изборите се очекува да победат кандидатите поддржувани од Кремљ. Денес имавме сончево и потопло време. Утринските температури се движеа од 6 до 16, а дневните од 23 до 30 степени. Сончево и топло време ќе имаме и утре. Утринските температури ќе се движат од 9 до 19, а максималните дневни температури ќе достигнат до 25, односно до 30 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието. Пријатно. Милан Коса и Даниел Тушев, промоција на нивните нови песни, трета на Коса, прва за Даниел. На самиот почеток нешто повеќе за вашите најнови песни. Значи, ова е една промоција на две песни, малку поразлично од претходно како што сме работеле. Значи, одлучивме заедно да ги промовираме песните. Се работи за мојата нова песна, Јас не сум ко ти, која што работиме заедно со Лаза и со Раде Варчаковски. Еден голем поздрав до нив. Исто така голем поздрав до Тоши Јанев и до Пан Продукција, кои што беа задолжени за реализацијата на видеоспотот. И тоа е тоа. Даниел, твојата песна, прв пат, еве, ова е твоја прва песна, прв спот, како беше првичното искуство да се работи на нешто вакво? Па пред се првичното искуство беше феноменално. Ова е моја прва песна. Значи, многу сум среќен поради тоа. Песната ја создаде Милан Миланов. Значи, видеозаписот е создаден од Тоше Јанев. Специјален поздрав до него. Пан Продукција. Искуството беше феноменално. Се надевам дека песната ќе пројде во се најдобро и мислам дека ќе биде прифатена од слушателите. Јас се надевам. Неговата песна ја напиша Милан, да беше од збор. Да. Така беше. Има ли некоја вистинска приказна која што Даниел ти ја има кажано, па ти послужи како инспирација? Нека остане тоа како е тајна, да. Значи, пред се сите музичари, некој ми звони, пред се сите музичари, значи ние твориме од срце и твориме работи што се испреплетени со мистика и со вистина и со лага некогаш. Значи, премногу сум среќен што имам можност да соработувам со толку голем талент како што е Даниел. Навистина, значи, од Тетово има многу таленти, Даниел е еден од нив и се очекувам од него
голем прогрес во наредниот период, затоа што Даниел има капацитети многу повеќе, ова е само почеток, ова е само старт на нешто што допарва ќе следи многу поголемо и мислам дека он тоа го заслужува. Даниел, ајде ништо. Би сакале да кажеме дека имаме некои планови за во иднина, спремаме уште 2 сингла до крајот на новата година. Се надеваме дека ќе се представиме на некој фестивал. И сега за сега тоа е да. Баш прогрес како што го најави Коса. Баш она постепено, баш без некои посебни не знам какви планови, значи мора да се иде спонтано, се да се работи полека, да се работи разумно и мислам дека резултатите ќе бидат на виделина ќе излезат. Даниел, ајде нешто повеќе за снимањето на спотот. Го доживеа, како што кажавме, како твое прво искуство. На кои локации се снимаше, колку време траеше снимањето? Има ли некоја ситуација која што би сакал да ни ја споделиш? Ситуација, имаше доста ситуации сега, не ми текнува баш, али спотот се снимаше на Тетовското кале, значи еден ден се снимаше и во Скопје се снимаше во едно кафуле, значи и од прилика мислам дека излезе се во најдобар ред, мислам дека спотот ќе биде најдобро прифатен и се надеваме на добар успех понатамошната кариера. А многу би сакала да ја слушнам приказната за песната од Даниел, нешто сигурно има тука, меѓутоа ајде, кога ќе се исклучат камерите. Така. Коса, трета песна твоја, најверојатно ни кажа, значи веќе си заборавил. Кажи ми, пошто се разликува оваа песна од останатите твои? Значи, видите вака, малку, ова најнова песна е малку специфична и малце, да не речам сега контроверзна. Се работи за една интересна приказна, која што ја сработиме со Тоше. Ќе го погледнете спотот, ќе видите за што зборувам. Се работи за киднапирање на девојка и за една љубовна приказна која што има, да речам, некој несреќен крај, не знам, малку така интересно е, ќе го погледнете. Друго што сакав да кажам, ми отиде мислата сега. За Ајде ќе се навратиме повторно со Даниел, ти зачувај ја мислата, врати си ја назад. Даниел, каде може да те слушнат тетовци, затоа што еве јавноста веќе и те знаат колку добро пееш, оние кои што те имаат слушнато, а другите ќе се потрудиме вечерва да им го покажеме тоа. Епа, слободно можат да ме слушнат во тетовските кафулиња, значи петок, сабота, викенд, кој сага слободно може ни тетовските кафулиња. Пошик пак Тетово е мал град, така да си да знаеш како. Која е разликата од оние живи свирки кои што ти ги организираш, кои што ги изведуваш и еве снимање на песна во студио и снимање на спот на отворено? Има разлика, пошто сепак ова ми е прво искуство. Значи, спотот помина во најдобар ред. Значи, сепак разликата е во тоа што во живите свирки е малце поопуштено со народ. Значи, имаш веројатно и повратна информација од публиката. Да, значи тоа е, значи и аплаузот си го прави своето. Да. Коса, се врати мислата? Да, ми се врати мислата. Сакав само да ја поздравам девојката која што прекрасно одглуми и една специфична улога што до сега не знам дали некоја ќе погледнете. Многу сум благодарен на Елена Деспотовска за тоа што прекрасно го одглуми нејзината улога во спотот. Ви благодарам за ова интервју и јас ви посакувам многу среќа понатака. Се надевам дека Даниел нема да остане на оваа песна и на овој спот, Коса нема да ти биде четврта или трета. И што да ви порачам, да бидат многу вртени и двете песни. Благодарам и на вас и се надеваме дека понатаму ќе има уште многу добри песни од наша страна, покрај вакви маестрални. И се надевам дека ќе биде се во најдобар ред. Веројатно вашата совршена комбинација. Ви благодарам и на вас што одвоивте време да не прашате да бидете во текстот тоа што го работиме. Голема благодарност за сите оние кои што не поддржуваат и очекувајте наскоро многу нови ствари од нас. Продолжение ги слушаме и гледаме двете песни на Милан Коса и секако Даниел Тушев. Не знам што е ден, што е ноќ без тебе.
zguba mor, bez tebe ne isto znam. Ja s neba raspijam se, boram so mislive, nema koji da me nasme. Koga tažno je, koga ne si tukane, da beše odzvor, gdje beše ti tuka, da beše odzvor, gdje ostane tvoj do kraja, od jasna život od moj. Da beše odzvor, gdje beše ti tuka, da beše odzvor, gdje ostane tvoj do kraja, od jasna život od moj. Da beše odzvor. Bez tebe jas ne znam što je to, a miren son. Boli to, a što je realnost, i što taga lećam ja so alkohol. Ja s nema raspijam se, boram so mislive, nema koji da me razbere. Koga tažno je, koga ne si tukane, da beše odzvor, gdje beše ti tuka, da beše odzvor, gdje ostane tvoj do kraja, od jasna život od moj. Da beše odzvor, gdje beše ti tuka, da beše odzvor, gdje ostane tvoj do kraja, od jasna život od moj. Da beše odzvor.